Секогаш кога ќе застанам на ова место, чувствувам силна благодарност за слободата што имаме. Овие луѓе и многу други низ цела наша земја ги дадоа животите за ние да растеме среќни и слободни. Слава им на хероите! Лаура, и јас го чувствувам истото. Моите предци тука се закопани. Мојот прадедо го дал животот во участа зверски мачен од бугарскиот фашистички окупатор. Втората светска војна била сурова за сите, особено за еврејската заедница. Сега ќе ти ја раскажам приказната за преживеаната љубов. Секоја војна има свој приказ. Поголем број се лоши тажни, но од темнината се наоѓа баретни искри светлини. За таа мала светулка во тунелот, за двајцата заљубени кои не се качеле во злогласниот воз кој возел во еден правец. Кон Треблинка. Ке ти раскажам, слушај ме внимателно. Ова е зградата на улица Розвелтова, број 24. Во периодот меѓу двете светски војни. Оваа зграда припаѓала на еврејската заедница и во неја имало младински клуб наречен Млада гарда. Таму младите евреи се дружеле. Овде доаѓале Жамила, Аврам, Дарио, Алберто, Естреја, Адела, Моис, Пепо, Бено и Роза. Тие се влюбуваат токму тука и се венчаат 10 години подоцна. Во клубот имало библиотека која им откривала многу работи. Во меѓувреме светот отиде по ѓаволите, се запали и се случија ужасни работи. Фашистичките земји освојуваа се пред себе, а тогаш и дојде редот и на Југославија. Југославија беше нападната на 6 април 1941 година и само за неколку дена целосно беше освоена. Кога Југославија потпиша капитулација, Бено со својата единица беше во Сараево низ Босна и Србија и по 15 дена стигнаа во Македонија. Кога стигна во Битола и довика на мајка си дека е дома, таа кутрата не можеше да си верува на своите очи. Бесконечно долго се прегрнуваа. Иако Бено се врати од војна, за нив во Македонија војната само што започна. Бугарите од германците ја добија речиси цела територија на Македонија и веднаш се воведоа ограничување за евреите. Секој од нив мораше да ја носи Давидовата ѕвезда. Оваа ситуација не им се допаѓаше на младите евреи. Решија да действуваат. Начинот беше преку комунистичката партија, па сите и се придружија, но со тоа станаа непријатели на државата. Поради сомнежи дека се дел од комунистичката партија, обајцата го искусија затворскиот живот. Бено 2 пати беше носен во полиција, но на крај им избега за секогаш. А Роза беше затворена како политички затвореник. Од 1943 до ослободувањето на Битола. Штом излезе од затворот, им се придружи на партизаните. Март 1943. Во дуќанот на Стојан Богоја Силјановски беа скриени 5 девојки: Адела, Жамила, Естреја и Роза. Иако дуќанот беше наспроти полициската станица, Стојан успеа да ги сокрие. Таа ноќ девојките гледаа како сите евреи ги изфрлат од домовите и ги товарат на воз. Ги испраќат во непознат правец. Никој од нив не се врати. Ги однеле во Скопје, во Монополот, заедно со евреите од Штип, а оттаму во Треблинка. Никој не се врати. Стојан беше неизмерно храбар, ги чуваше девојките со недели и им ги спаси животите. Израел му врачи одлекување праведникот меѓу народите. Тоа одлекување се дава на оние луѓе кои помогнале, спасиле евреи за време на Холокаустот. Кога војната завршува, Бено ја најдува Роза. Тој ги има Алберт и Дарио, а Роза ги изгубила сите. Набргу Роза и Бено се венчаат, а Дарио се заљубува во Дора, па сите се среќни. Во рамките на слободна Македонија, Бено и Роза имаат 3 деца, ги крстија по своите блиски.
Единствените преживея неври от Македонија беа само оние кои се мина партизани. Успеа да преживеат и таа голгота. Војната никогаш не носи ништо добро. Во војната нема победници.